Она што ние денес како право го уживаме е резултат на многу работа, многу докажувања, многу компромиси и пожртвувања на многу храбри жени низ целиот свет. Борбата за правата на жените започнала токму од жените социјалдемократки. Тоа се првите што излегле на улица. И тоа се почетоците. Тоа е историјата. Но и сегашноста им припаѓа на социјалдемократите. Многу имаме направено изминатите години, многу работи правиме во моментот, а уште повеќе не очекуваат во времето што ни доаѓа. За жал, многу од она што го направивме последните години се уништува, многу состојби што ги создадовме се уназадуваат, многу прашања што ги отворивме, за да чекор по чекор ги решаваме, се затворија без да бидат дискутирани и реализирани. Или накратко кажано, се повеќе сме сведоци на индолентниот однос на власта кон прашањето на еднаквите можности на жените и мажите. Како резултат на ваквиот однос во последниот извештај на Европската комисија стои дека владата не покажува политичка волја кон прашањето на еднаквите можности на мажите и жените. Игнорантскиот однос на владата кон ова прашање, постојано уназадување на женските права од сите области, креирањето на лоши стратешки документи и закони е она за кој клубот на жени на Социјалдемократскиот сојуз вечерва сака да дебатира. Што направи Социјалдемократскиот сојуз за жената во Република Македонија да биде лидер во повеќе области, и тоа не само на Балканот, туку во Југоисточна Европа, па дури и пошироко. А каде сме денес по 6 години владење на десницата? Каде тие не братија? Почитувани, равноправноста меѓу половите се заснова на целосно признавање и промовирање на еднаквите можности на жените и мажите како неизоставен предуслов за одржлив развој, уживање на човековите права и практикување на демократските вредности. Прашањето на равноправност не е прашање единствено на традицијата и социјалната правда, туку е исклучително значајно прашање во справувањето со сиромаштијата и невработеноста, обезбедувањето на еднакви можности и квалитетен живот за сите. Ова особено е важно, бидејќи социјалната исклученост и сиромаштијата содржат јасна родова компонента, правејќи ги жените многу повеќе подложни на ризик од сиромаштијата, соочувајќи се со помала стапка на активност на пазарот на труд, поголема стапка невработеност и со силно застапена дискриминација врз основа на пол на пазарот на трудот. Денес може слободно да се зборува за феминизација на сиромаштијата, економската зависност на жената, а сето тоа, почитувани, генерира ризик од социјална исклученост. Вакви дебати ќе отвориме низ сите градови на Републиката. Граѓаните почнуваат да ја разоткриваат оваа лицемерна власт. А дебатите ќе помогнат да ги охрабриме и да ги информираме за сето она што го имаме, а оваа власт го уништила. И за сето она што заслужуваат да го имаат, а ние ќе им го овозможиме. Уште од формирањето на клубовите од 99-та година ни се случи еден феномен кој што ги подигна некако клубовите на жени на еден повисок пиедестал, покажувајќи дека женската енергија
енергија која може да води напред. Така што на председателските избори кои што ги имавме во 99-та година, онаму каде што имавме клубови на жени, имавме далеку поголем број гласови за кандидатот на Социјалдемократскиот сојуз, отколку онаму каде што немавме. Тоа беше знак во партијата дека навистина женската енергија може да придонесе и да направи нешто многу повеќе за партијата и како се вели останатото историја. Потоа се формираат клубови во сите општински организации кои што одлично функционира и сето тоа доведе до тоа Социјалдемократскиот сојуз во 2002 година да биде прва политичка партија во Република Македонија која што воведе позитивна дискриминација, заради фактот што 50% од населението не само на планетата Земја, туку и на Република Македонија се жени, а не беа застапени доволно во политиката. Од 2002 до 2006 година се формира и клубов на жени парламентарки во Собранието на Македонија, се донесе закон за еднакви можности на мажите и жените, закон за против дискриминација на половите, за заштита од семејно насилство. Се одеше во насока да се постигнат сите оние законски регулативи кои што ќе помогнат на жената не само во политичкиот живот, туку и во секојдневниот живот да го достигне оној баланс. Меѓутоа, во последните 6 години, тоа веќе беше кажано и веројатно сите 3 говорнички или 4 ќе се повториме во кажувањето, дека она што се случува во последните 6 години во Македонија, јас ќе искористам тоа што моите пријатели од Европа ми кажуваат. Значи, она што Македонија беше 2002 година, бидејќи тогаш наистина беше откровение во европски рамки, беше 17-та земја во Европа според процентот на жени застапени во политичкиот живот. Во последните 6 години се стопи во грдиот регионален просек на Албанија, на Грција, на Србија и на Бугарија. Кога велам во грдиот регионален просек, сакам да кажам дека апсолутно ништо не е постигнато и ништо не е направено. Напротив, има големи уназадувања кои што не враќаат некаде каде што сме биле пред 98 година. Мора да се направи нешто што ќе помогне на жените во Република Македонија, пред се на жените во Социјалдемократскиот сојуз, да направат нов исчекор. Очигледно Социјалдемократскиот сојуз е тој кој што треба да прави исчекор. Сега е време повторно да се направи исчекор. Социјалдемократскиот сојуз е тој кој што треба да направи исчекор. Приликата се локалните избори. Жената социјалдемократка сега треба да го направи тој исчекор. Треба да го направи тој исчекор кој што ќе помогне да си ги врати оние позиции кои што ги имала порано. И не само да си ги врати позициите кои што ги имала порано, туку да ги освои новите. А жените социјалдемократки го можат тоа. И сега да го можат. Во изминатиот период и тие програми кои што ги донесовме со измените на Законот за здравствена заштита полека или ги намалуваат финансиските средства или ги намалуваат. Погледнете бесплатниот преглед за рано откривање на ракот на грлото на матката беше со програмата за гарантиран еднаш во годината, сега тој се пролонгира времето на години. Имаме бројни такви работи, бројни такви права каде што постојано се кастри сето она за кое што жената се избори. Единствено нешто кое што се донесе или прашање на кое што се дискутираше изминативе 6 години во парламентот е Законот за еднакви можности. Верувате, Законот за еднакви можности е оној нашиот кој што го донесовме 2005 година со некои ситни измени и мислам дека сето ова им е финта за да покажат во извештајот на Европска комисија дека е нешто сработиле на полето на еднаквите можности, затоа што навистина процесот ни е тотално понадолен во пат. Бидејќи подпредседателката на собрание од редовите на ВМРО ДПМН Светлана Јакимовска, која што на жалост е жена, пред неколку дена излезе со констатацијата дека Социјалдемократскиот сојуз нема право да борба за правата на жената, затоа што ништо не направил во поглед на тоа.
Јас сакам одовде да ја одговорам, а секако преку вас и вие да им одговорите на сите, дека Социјалдемократскиот сојуз од 2002 до 2006 година направи пресврт во однос на статусот и положбата на жената во општеството. Јас дозволете да ви оддадам признание на сите вас, затоа што вашата поддршка која што сте ни ја давале, допринесла на вистина да бидеме силни ние во парламентот и да донесеме такви закони. Меѓутоа, дозволете да изделам 3 жени од овој период. Тоа е другарката Илинка Митрева, другарката Радмила Шекерова, кои што верувајте лавовски се бореле за позициите на жената во општеството. Како социјалдемократи мораме да го отвориме прашањето за квоти за избор на градоначалници. Секогаш сме биле први, мораме да бидеме први и во оваа работа. Мораме да го отвориме прашањето за родовото буџетирање. Без пари најдобриот закон не може да се имплементира. Третата работа за која што мора да испратиме порака дека ќе се грижеме, или четврта која е на ред. Поголема застапеност на жените во управувачките одбори. Се помалку жени имаме, особено во оние институции каде што има државен капитал, ајде за приватните можеби се уште не се созреани условите, иако особено во скандинавските земји тоа се прави и има начин како да се направи, меѓутоа и онаму каде што има се уште државен капитал или по агенциите, по управувачките одбори немаме доволно застапено жени. Тоа мораме да пуштиме силно порака. Мораме да се заинтересираме и за жените од руралните средини. Нашите другарки кои што живеат во руралните средини иако имаат според закон права, тие немаат еднакви можности. Значи, имаме многу предизвици пред себе. Имаме многу работа пред себе, затоа сакам да привршам, сакам да ви го честитам 8 март на сите жени со желба овој 8 март да дигнеме глас дека вака повеќе не може. Дека некој мора да им покаже на жените како треба, а тој некој е жените од Социјалдемократскиот сојуз. Јас мислам дека многу битки се зад нас, ама многу работи одново изгледа ќе треба да ги почнуваме. Погледнете ги само бројките во Македонија на вработени и невработени кај жените и кај мажите. Сите во Македонија страдаме од проблемот на невработеност, ама жените двојно повеќе. Сите во Македонија страдаат од ниски плати, меѓутоа жените речиси двојно повеќе. Кога ќе погледнете дури и земјите членки на Европската унија, еве да ја спомнам за да не видите дека сум конкретно надвор од темата, и таму состојбата не е розова. Верувајте. Значи со сите упорна работа да го зголемат процентот на жени во популацијата работна, стигнаа до некаде, но разликите во поглед на платите се уште се прилично големи, од некои 4-5% до 30% во некои земји. И кај нас тоа е случај. Не е случајно тоа како што спомне и Елеонора, што жените се во главно во администрација, во образование, а платите таму се најниските. Кога еднаш пред едни американци се пофали, знаете како, кај нас су најголем број од судии да се жени. Еве, ние сме освоиле таа работа. Ми поставија едно прашање и сватив дека понекогаш се пообјективни од нас. А колку се платени? Катастрофа. Тогаш уште полошо бе од денеска однос. Така што тие теми се помалку и помалку се третираат низ родова призма. А за жал ситуацијата е се полоша и полоша. Во парламентот имаме поголем број на жени, ама немаме ниту една градоначалничка, како што беше кажано. Не мрднавме ни еден чекор надвор од квотата, која еднаш ја добивме, ама мислевме дека тука нема да се запре. Меѓутоа,
Главниот проблем, например, кој што сега се повеќе на сцена го враќаат модерните држави, тоа е дека е невозможно да очекувате жените да бидат подеднакво успешни во кариерата, да бидат подеднакво присутни и во политиката, да имаат еднаква плата, да се борат подеднакво, а при тоа дома се да биде на нивен грб. И тоа е главниот проблем кој во Македонија, мислам, ги ограничува не само жените, туку и младите девојки да остварат подобри резултати. Денеска, ако ги анализирате бројот не само на министри, ако ги анализирате број на директори на први позиции во администрацијата, иако целата администрација во главно поголем број се жени, ќе видите дека на тие жени шеф им е мјаш. И тоа некако природно е така. А и кога ќе видите, денот и за нас, и за мажите има 24 часа. Значи не може да се вратиш дома и дома да те чекаат уште 6 часа работа, а при тоа да можеш и да отидеш на партиски состанок, да прочиташ нешто, да завршиш дополнително некој курс или да покажеш подобри резултати на работа. И смитам дека на оваа тема многу ретко и многу малку се дискутира. Нам ни се случи пред неколку месеци председател на една институција која бира собранието, значи и го плаќаме со наши пари, кога беше критикуван за неговата работа, да излезе на телевизија и да каже: "Ма што се тоа муабети се како женски што седнале пред чешма и си оговараат." Тоа се стереотипите кои владеат кај нас. Кога жените ќе дискутираат за политика, тоа се таму некои жени на селска чешма што се расправаат. За жал, да бидам искрен, тој тип на машки шовинизам, кој не тоа не секогаш од мажите, некоја жена нека ја чуете таков коментар, тој тип на машки шовинизам ние не го казнуваме како жени. И мислам дека е тоа нашиот најголем минус. Не можевме дури да собереме доволно сила, ни жените кои што се пратенички членови на клубот на пратенички да се побунат против таквиот јазик, дискриминаторски јазик. Што молчите, следниот пат тие шовинисти ќе бидат уште погласни и уште побезобразни. Затоа јас денеска ќе речам дека Македонија и македонските политичарки, барем во моментот во собранието, не се зрели да кажеме ајде да го смениме законот за избори и да ставиме 50% на квота. Што дека и да беа половина жени, денеска за иста тема дискутиравме, гледа во земја. И ниту една не прозбори да се побуни заради тоа што еден нивен колега ги навредува сите жени. Тој тип на однесување секогаш, за жал, ни се удира од глава. И затоа, дозволете ми да кажам дека сите промени, да завршам тука, сите промени почнуваат од дома. И затоа ќе ја дадеме сите ние, јас верувам дека зборувам во име на Цветанка и на Елеонора, целата поддршка на клубот на жени на СДСМ, да ги подобриме состојбите прво во СДСМ, а потоа да бараме уште подобар третман и во Република.